Здраво, Филип. Мило ми е што ја Здраво. прифати поканата на Сдруженијето Пелагонски културно-научни средби од Новаци да бидеш гостин по повод обележувањето на Меѓународниот ден на книгата 23 април. Те избрав затоа што си, според мене и за мене, посебен лик во македонската книжевност. Млад си, талентиран си, не секојдневен, имаш многу работи да ги кажеш, особено на младата читателска публика. И сега, бидејќи ова видео пред се е наменето за учениците и за младата читателска публика, кој е Филип Димковски? Прво да се заблагодарам на убавиот вовед и на поканата. И мило ми е што ете изборот паднал на мене, благодарам за комплиментите. И по повод одбележувањето на Светскиот ден на книгата 23 април, навистина ми е задоволство да разговарам со тебе и ете тој разговор да се надевам дека ќе им биде интересен на сите читатели и особено на учениците, односно како што рече, на младата читателска публика. Филип Димковски, кој е, роден е во 1995-та, не така далечната, во Прилеп. За среќа, после студирањето во Скопје на Факултетот за земјоделски науки и храна во насоката градинарство и цвеќарство, се вратив повторно во Прилеп, така што веќе 3 години сум тука, пишувам, држам работилници и ја одгледувам својата градина и ми е мило што сум тука во мојот роден град, што тука создавам и действувам. Инаку сум човек што многу е сака природата и смета дека сета вистина за нас, сета вистина за животот се крие токму во неа. Ете, накратко така би се представил. Ти си поет, што би рекол Платон, Божјо дете или Божји гласник. Пишуваш само поезија, така? Претежно да. Имам во првата книга во 2010 имам куси раскази. Попатно ни сите овие веќе 10 години пишувам по некој расказ. Од време на време имам и некоја новела која така се ја чувам некаде во фиоките срамежливо скриена. До сега проза не сум објавил, со исклучок на еден расказ кој е поврзан со вашата битола и со евреите, кој беше награден во Израел. Ете тој расказ единствен објавен и на македонски, англиски и на хеврејски. А инаку не знам, им подготвувам нешто од расказите, особено за младите читатели, и ако после 100 преиспрашување на себе си, ако одлучам дека заслужувам, може би ќе ги објавам. Автор си на колку книги поезија? Првата книга ја објавив во 2010-та и затоа велам дека физички сум роден во Прилеп, а книжевно во Битола. Првата книга во 2010-та ја објавив, се вика Најхранливи зборови од детска душа дарови, ја објави тогаш Дата Песнопој. Потоа во 2014-та Божилак на исконот, збирка поезија, која некако ми ги отвори вратите кон светот. Понатаму книгата Заедно да растеме, поезија за деца, книгата Во градината има само љубов. Еве некои се до мене тука, па ќе ви ги покажам вака. Еве ги моите примероци. Еве да, и еве и мојата омилена книга Заедно да растеме. Баш многу ми е драго што ете, Заедно да растеме навистина имаше и има едно многу долго и успешно патување. Потоа излезе една малечка сликовница, исто така за деца,
заедно со илустраторката Јасмина Главинче ја направивме за Скопје Креатива. И во 2020-та, минатата година, се потрудив и реков, не може ова година да остане туку така, мора да ја забележиме и излезе оваа книга. Каменот има душа. Да. Тоа е книга, не може да се нарече, па добро, збирка на препеви всушност. Песната И каменот има душа е препеана на 14 јазици, односно на сите словенски јазици што денес се говорат. Тоа се вкупно 5 мои книги, за среќа циклуси од нив или цели книги се препеани и на српски, на бугарски, како цели книги, и на англиски јазик исто така. А циклусите се на повеќе од 15 јазици препеани, сега нема да ги набројуваме сите јазици. Така што, од 2010 до сега веќе 11 години постојано некаде тука во и со книжевност. И сега, не знам дали е клише прашањево, ама ќе ти го поставам. Ти си поет, тука нема друго. Но кога ќе те прашувам, што за тебе представува? Што ти е тебе поезијата? Најверојатно ти нешто и си неја, ама таа тебе што ти е? Таа мене ми е господарка, а јас нејзини сум слуга, затоа што таа е Божи дар, таа е струење низ нас, ништо не сме, не пишува Филип, тука го туркаме настрана егото. Филип одел во печатница да ги однесе книгите и сето тоа, ама поезијата, оној најсвечен и најсветол миг, тоа е кога постоењето пишува низ некој Филип, или низ некоја Билјана, или низ некој не знам кој. Меѓутоа, тоа е, ние сме само алатка, ние сме перото кое ја спроведува таа Божја волја, и на крајот ти останува само да си кажеш дека да си благодарен што постоењето тебе те одбрало, за низ тебе да поминуваат тие вибрации и ти да ги преточиш во стихови. Тоа е за мене поезијата. Се надевам одговори. Секој е чист за кажаното. Јас целосно се согласувам. Јас кога ја издадов последната книга Поштамување, кога излезе од печатница и нели. Ја имам и јас. Да. Тука во библиотеката зад мене. И сега ги земам книгите од печатница и нели сега социјалните мрежи се активни сме. И знам дека го напишав баш оно што го чувствував. Јас го сработив сега своето, сега таа самата нека си се бори за својот пат. Јас послужив до таму каде што можев, каде што имав сила и власт. Повеќе немам, сега таа му припаѓа на читателот. Бидејќи се што ќе излезе од нас повеќе не е наше. И секогаш ќе дојде до тој што треба да дојде. Па да, затоа што јас верувам во тоа дека книгите доаѓаат до читателите сами. Нема тука бидејќи сепак тоа спаѓа во едно духовно богатство, во книжевноста е на друга димензија. Да. Сега, бидејќи се наоѓаме во ова ситуација во која што се наоѓаме. Јас почнав да ја нарекувам COVID систем. Твојата книга има наслов Дали во градината има љубов. Сега ќе искомбинирам две прашања. Од почеток, кога почна пандемијава, имаше купишта конкурси, како се соочуваме сетото. Сега почнаа некако конкурсите да бидат последиците и како да се избориме со последиците. Сега, она што е интересно е дека ти
си по занимање земјоделски инженер. Така. Одсек цвеќарство и хортикултура. Нешто цвеќарство и божествено. градина. Нешто поубаво, амин, нема. Поезија и цвеќе. Само тој што го искусил знае која е таа убавина. Кога целиот свет буквално е паднат на колена, се е здрав, бидејќи двајцата сме дел од медиуми, каде ја наоѓаш креативноста? Мислам дека сето што се случи, нема да ги коментираме идеите, нема да ги коментираме стравовите, меѓутоа ова интервју за љубовта. Да. Се еден голем испит и еден голем тест за човекот, не како група, туку како индивидуа, затоа што конечно сега остануваме сами. Многу пати сме приморани сами да отидеме в кревет или сами да бидеме дома, ги нема друштвата, немаме можности да се прикажуваме онакви какви што сакаме да се прикажеме, а не какви што сме. Сега тоа сето го нема. Значи, ако сакате една девојка, една жена, ако сака да се нашминка и ако тоа доаѓа од незе внатре, таа ќе го направи и сега ќе изгледа убаво дома. Ама нема сега пред кого тоа да го покаже. Пример. Или мускулите на момците, на мажите и така натаму. Ова само како паралела го дадов, а многу повеќе мислам на она што е внатре нас, она што е духовно и тоа всушност тој страв кој владее со нас покажува колку ние сме духовно незрели и неподготвени. Штом толку се плашиме на краиштата, зошто страв од смртта? Ако смртта се свати како дел од животот и дека сите не чека, и ако е како што е природно да се живее, природно и да се умре, не гледам никаква трагедија. Треба да сме свесни, барем денес, надланкани се историските податоци кои говорат дека и претходно имало и епидемии, и болести, и чуми, и разни други болести, умирале народи, гладувале, умирале од глад, од војна, така што тоа е што е. И баш сега треба да увидиме дека сега треба да сватиме, ако досега не сме сватиле дека важен ни е мигот. Ако нам сега ни е убаво, тоа е доволно за денес. Не знаеме после нашиот разговор што може да се случи. Животот дали нешто убаво не чека или нешто лошо. Инспирацијата во сето ова време ја барав или доаѓаше до мене, повеќе би рекол така, исто како и претходно, зашто мојот извор на инспирација е природата, таа е неисцрпна и непобедлива. Неа не може ништо... Ме донесе до следното прашање кое што веќе со месеци го дискутирам, дека човекот мислам дека се сеќаваш дека ние додека бевме деца, односно ученици, имаше списание екологија. Да. Како беше она? Действува локално. Мисли глобално, действува локално, да. И оттаму се сеќавам на една реченица дека човекот е биолошко суштество, а не канцелариски реквизит. Не се сеќавам на тоа многу. Ми останало. Значи сум читала и ми останало. Имало причина, сигурно. Најверојатно. 2020-2021, еве, веќе. Пополека си поминува, си ги јаде деновите. Човекот, имам чувство дека одредени индивидуи, личности веќе се свестуваат, јасно им е дека се биолошки суштества, дека тука не може против природниот закон, затоа што кој ќе го прекрши.
ќе биде казнет. Там, бидејќи влада е друго правило, за разлика од човечкото, наше, надредено општество. Тука нема такви работи. Според тебе, твојот поглед, природата и човекот? Природата и човекот нешто што е нераскинливо, нешто што не може да функционира поинаку. Човекот дефинитивно најсовршената рожба на природата. Меѓутоа, со текот на времето, од лакомост и од грубост и од оддалечување од природата и од пренебрегнување, запоставување на тие природни закони што ти ги спомна, што секогаш не стигнуваат, настанува до таков дисбаланс. На крајот, не знам колку човекот е свесен за тоа дека само тој губи. Зашто земете една градба. Ние ќе правиме вакви бетони, такви плочки, вакви тавани, такви керамиди, луксузи, не знам што. На крајот една куќа кога ќе остане празна, за 2 години ќе ја прекрие бршлен и корењата ќе навлезат по терасите и циментото ќе се здроби и пак ќе остане земја. Има една хрватска песна, вика земјата се враќа на земјата, а духот на творецот свој. Значи се што е земја пак ќе стане земја. Човекот дека може да ја уништи, природата не може. И со овие загадувања и нанесување на штети, тој само себе се убива, свесно или несвесно. Природата пак на крајот, со еден ураган и една поплава, може слободно да го збрише целото човештво, да продолжи без нас да живее како што живее со другите живи суштества, а тука битката дефинитивно на крајот ја губиме ние. Тоа е тоа. Кој ќе се согласи во ред, кој не камува. Тоа е тоа. Па, сите овие, секое зло е за добро, и ако ова може да се нарече зло, ова што не зафати пандемијата, нели? Може би, јас силно верувам длабоко дека ќе побуди некое друго мислење во нас. Малку ќе не натера поинаку да мислиме. Не од што толку сме се опаметиле, туку од тоа што сме притиснати. Значи, ако сега пишував еден расказ, односно текст, видување, всушност, кој во вторник треба да излезе во Нова Македонија, токму тоа, ако револуцијата претходно се кревала со пушка, денес револуцијата ќе треба да се почне со мотика, затоа што сме сведоци на тоа колку храната поскапува, колку станува недостижна и колку, особено да ако зборуваме за квалитетната храна, и колку е важно кажано. Органската, не го љубам многу тој термин. Меѓутоа, колку е важно да знаеме што јадеме и колку е важно да знаеме некакви вештини поврзани со природата. Нешто што сето тоа нашите предци сето тоа знаење го имале, ние сме на еден или друг начин системски сме го заборавиле и сега сме приморани или пак освестени, кој како, дека повторно треба да се навратиме на тоа. Одговори прашањето како да се спасиме самите од себе. Го прочитав кога ми го испрати. Јас мислам треба да прво да сватиме дека кога ќе дојдеш до момент ќе се спасиш од себе си, кога ќе сватиш дека не можеш да се спасиш од себе си. Зато пусти, нека течи водата, тоа е тоа. Кога сваќаш дека ти си тој, ти си таа, и дека нема бегање од себе си, не да смениме и континенти и не знам и планета да промениме,
кога си ти тој, освен наместо да се спасиш од себе си, бидејќи не можеш, не е возможно, дај променувај кај себе. Бори се со своите мачители и со своите ѓаволи внатрешни. И на крајот не можеш да го промениш светот, туку можеш да се промениш себе. И токму една песна во градината има само љубов, вели дека така завршувам, дека кога ќе го создадеш својот свет, не ти паѓа на памет да го менуваш светот. Целосно се согласува. Целосно се согласува. Најубаво се дише во сопствена кожа. И особено ако ти е удобно. Ако направиш да ти е удобно. Да, баш така. Ако се потрудиш, а тоа е работа. Треба, труд. Точно. Сега. Зависи кој колку е мотивиран во животот и што му е мотивација. Па, ако мал мотив ни е тоа што сме се родили, што сме живи, тогаш проблемот е во нас. Ако има нешто поубаво човек да е жив, поголем подарок од животот, и ако нешто навистина после тоа нешто ни недостасува, тогаш дефинитивно имаме проблем голем. Малку ќе одиме сега се разговорот во една друга насока. Бидејќи пишуваш за деца, одржуваш работилници со деца, колку што имам можност да те пратам на групата Заедно да растеме на твојот Facebook профил, постојано пред пандемијата патуваше кај нашите соседи. Так. Соработуваш со доста српски и хрватски книжевници. Мислам, лично се знаете со Рашумовиќ, така? Да. За среќа моја. Да, тоа ми направи голем кеф, затоа што баш сега овој период го гледав како држи говори на протестите за да се спаси животната средина, да ги спасиме нашите реки и планини. И баш, тој е многу интересен поет. Сега. Навистина е татко на поезијата за деца во Србија. Така би рекол, едно продолжување на Ние малку фативме од тој период кога имаше размена на тие поранешни југословенски литератури, додека ние учевме, но сепак имавме една богата книжевна лектирна трапеза. И доста ги обработувавме на училиште. И сега, да се работи со деца е голем предизвик. Бара трпение. Го знам и од собствено искуство. Точно. Но повратната информација, односно она што ќе го вложиш, подоцна она што ќе го жнееш е нешто што не може на лотарија, седумка на лото да ти го подари духовно, душевно. Нема ништо друго. Поинаку, кога ќе се го видиш собствениот ученик, детето со кое што си работел дека постигнало нешто, оди напред. Му се отвораат вратите во животот, во светот. Каков е предизвикот да се пишува за деца пред се и после да се работи со деца? Прво, мислам дека исто како што претходно кажав, сето тоа е едноставно одлука на постоењето. Не мислам дека нешто може да биде добро и успешно доколку е рационализирано. Например, сега да седнеш и да кажеш, добро е да напишам криминалистички роман, зашто добро се продава. Пример. Сите песни за деца што сум ги напишал и расказите нови кои беа во еден серијал објавувани во Нова Македонија,
а се уште некако книга. Сето тоа е на вистина од произлезено од прво љубовта кон децата, второ негувањето на моето дете во себе, зашто не така одамна ги напуштив основношколските и средношколските клупи и издавачките куќи во кои работев, цело време сум со деца, обкружен со луѓето кои работат со нив и така природно и спонтано произлегува сите тие песни за деца. Токму песните за деца и токму книгата Заедно да растеме пак дополнително ми овозможи многу дружби и средби со децата и сваќаш дека тоа е една магија, тоа е еден клик, еден жар и дека тоа се моменти на мигот, случување на мигот. Исполнетоста, како што рече, не може никаква седумка на лото, 10 седумки да ви се паднат после тие 40 или 90 минути, кога ќе заврши работилницата. Прегратките што ги добивате, коментарите што ќе ги слушнете, што децата ги кажале на наставникот, или нивното сакаме пак, е бесценет. Нема. И особено тоа го доживувам како подарок во време на не само низ Македонија, патував и во Словенија, и Хрватска, Бугарија, Србија и наеднаш сето тоа го нема од минатата година, но се најдоа начини, многу пати онлайн се случуваат тие средби, секако не можат воопшто да се споредат со средбите во живо. И свесен сум колку се тие важни и колку им се потребни на децата. Верувајте, со Агенцијата односно Управата за развој на образование на малцинствата, успеавме во време на пандемија да направиме 2 средби во живо, со сите оние протоколи, со сите маски во рурална средина, бевме во селото Јосифово, во Ландовско, за децата што учат српски јазик таму, направивме прекрасни средби, меѓутоа сите таа дистанца, маските, сето тоа повторно оневозможува да се прегрнеме, средбите со деца се такви, бараат и физички контакт, кој го надополнува тој флуид духовен и љубовен. Така што искрено се надевам дека што поскоро ќе се стабилизира, ќе се нормализира таа ситуација, не само заради онаш задоволство што јас го чувствувам или другите автори, туку пред се заради потребата на децата од такво нешто. Родом си од Прилеп. А ова година великанот Блаже Конески би прославувал 100 години од неговото раѓање. Македонија многу му должиме и ние. И сега, бидејќи ти си родом од Прилеп, како ти го доживуваш Конески? А вклучително тука негувањето на македонскиот јазик. Многу убаво прашање и така свечено се чувствувам. Мислам и за целиот наш разговор, ама особено за 100 годишнината од Блаже Конески, од неговото раѓање. Морам да кажам дека Блаже Конески, јас лично, прво мојата интимна врска со него, се градеше многу природно и спонтано. Немав во основно или во средно да ми беше нагласено или потенцирано дека многу е важен Конески. Не добив такво чувство. Ама затоа пак бев дел од рецитаторската секција, каде што уште во 7-8 деление ја рецитирав За непознатата од Блаже Конески, со која добив втора награда на државно ниво, и таа песна ја паметам до ден денеска. Потоа песната Враќање од Конески, која беше дел од читанките за 600, ја паметам до ден денеска и многу често ја рецитирам. Дури не по повод, туку така дома, спонтано.
како да си запеете песна, јас така некои стихови си рецитирам, некогаш од Конески, некогаш од Мика Антич и од многу други поети. Пред се, првиот жар во поезијата, во македонската поезија, во мене го разбуди, ја разбуди страста кон македонската поезија Гане Тодоровски, за да како созревам за време на факултет, додека студирав во Скопје, самостојно да си читам и да почнам се подлабоко и подлабоко да ја разбирам суштината, големината, пророштвото на Блаже Конески. И треба време човек, значи и физички ми се чини да порасне, и емотивно, и духовно, за да свати кој навистина е Блаже Конески. Да се кажува за него, мислам дека е празно, затоа што ни еден збор не може да ја опише неговата големина, да кажеме дека е великан, дека е светол, дека е родоначалник на нашиот јазик. Сето малку. И на крајот на краиштата се прашувате, па кој сум јас да зборувам за Конески? Така. Навистина. Јас тоа го имав тоа чувство, додека работев на еден курс проект за презентација на ликот и делот. Значи, кога одново зедов да ја читам неговата поезија. Сега, кога ние се подготвувавме со тебе за ова интервју, ти кажа една многу клучна работа, дека јазикот се засакува и се учи преку поезијата. Епа, ако е така, ако нашиот однос е вистински кон поезијата, тогаш ние ќе го сакаме и ќе го знаеме јазикот. И јас благодарам за секој збор што го создале сите наши македонски поети. Тие се нашите учители и за јазик, и за емоција, и за чувства. И секогаш во мене таа огромна одговорност дека она што ќе го напишам и она што ќе го кажам треба да е на литературен, стандарден јазик. Секако да не се заборават дијалектите, тие се дел од нас и ние во секојдневната комуникација ги користиме, меѓутоа за секогаш ќе останам на тој став дека кога јавно се обраќаме, без разлика дали сме професори, новинари, политичари, научници, секогаш треба токму Блаже Конески да е некаде тука и да не подсети дека ние сме должни, дека не треба, туку мора да зборуваме литературен стандарден јазик кога јавно се обраќаме. Тоа би била најголемата почит кон неговото дело. Инаку, да го славиме на разни собири, митинзи, сега чест 100 години, 150, 200 години, 50, тоа е се минливо. Што? Годинава ќе го славиме, па до година ќе заборавиме кој е Блаже Конески? Или ќе го оставаме со негови песни во различни политички кампањи? Не. Тоа не е и тоа Конески не го заслужува. Најдобра слава за некого кога се продолжува неговото дело. А неговото дело е говорењето на македонскиот јазик, онака како што е нормиран, како што кажа, онаму каде што треба, да се почитува и да се сака, но и да се мели. Морам да ја нагласам и таа космополитска нота. Однолку сме патриоти и колку што ги сакаме и другите. И двајцата соработуваме со доста соработници кои што не се од Македонија. И многу ме радува тоа што почнав да учам многу јазици токму поради песните и поезијата. Така што јас можам сега да се пофалам дека сум повеќе јазичар. Тоа е убаво, тоа е богатење на духот. На крајот гледаш дека само тоа како богатство ти останува, чувствата и знаењата. Кога сме, бидејќи ова го правиме во рамките на културно-научните средби во Новаци, станува збор за рурална средина, сакам уште нешто да кажам кратко, дека секогаш кога се прави она размисла
дали едно дете од рурална средина може да успее и да се издигне. Ова особено им се обраќам на твоите ученици и на сите ученици што ќе го слушаат нашиот разговор. Секогаш помислете си дека Блаже Конески е однебрегово. А денес Блаже Конески го слави УНЕСКО и го признава целиот свет, цела литературна и цела научна јавност. Така што секогаш за нашиот личен успех и за нашиот личен напредок, за нашата лична среќа сме одговорни ние. И немојте да се понесувате од тоа дека еве сега ние вака ние тешко ние сега не можеме да успееме. Секој има еднакво зависи од неговата сила како индивидуа. Ова го кажа многу убаво. И сега, за крај на овој наш разговор на далечина или онлайн разговор Zoom, сакам да им испратиш една порака на младите, ама не на оние кои читаат, туку на оние кои не читаат. Да. Читајте. Читајте. За вас е добро. Читајте, нас ќе не биде полесно дружењето. Знајте дека еден нов свет и едно ново богатење на духот и дека чисто без некој да ве убедува од некакви кампањи или некакви дефиниции колку е добро или лошо да се чита, едноставно кога веќе сме живи и имаме безброј можности, една од работите што од милион работи што можеме да ги направиме во нашиот живот, а е многу проста, многу ефтина, зборувам ефтина во материјална смисла, многу едноставна. Денес книгите ги имаме секаде на дофат. Значи доволно е да дзирнете која книга дома ви се наоѓа или да тркнете до училишната или градската библиотека или да позајмите од некој школски другар или другарка што чита. Многу просто и едноставно. И чисто само како можност. Искористете ја таа можност животна, сватете ја така и земете книга и почнете. А ако книгата е навистина за вас, ќе ве привлече и ќе продолжите да читате. Ако не, никому ништо, има и многу други работи да се прават. Не значи дека секој мора да чита и дека сака, но дефинитивно се знае дека книгата е едно огромно облагородување на духот и дека не прави со многу поголема самодоверба, не зрее емотивно и духовно и да ви кажам и физички поубави станувате кога читате. Вау. Еве погледнете ја Билјана. Да. И зад мене е Малиот принц. Ете. Секоја година по еднаш си го чита. И си имам една ружа и си одгледува. Ти си ја сака. Ете. Да. И кога ќе нема латици, така? Секогаш. Си ја чувам. Да не замрсне. Колку убаво. Филип, ти благодарам многу за одвоеното време. Се надевам дека за скоро време ќе се видиме како што доликува поетски, боемски и со импреси во позитивна смисла ќе разговараме како и сега. Ти посакувам пред се добро здравје, ведар дух и биди жив, здрав и пишувај, ние ќе читаме. Јас многу благодарам и што поскоро да ни се случи средба во живо. Ја ги поздравувам од срце сите оние што ќе не слушаат и особено ти благодарам за поканата и за овој пријатен разговор и убавите прашања.